Prespa, jezero, ogledalo. Ovde ангелите се наведнуваат врз балконот. Со своите нозе што ги движи љубовта, слегуваат на брегот и еве ја допираат водата со вршките на крилјата. Постојам уште од почетокот на господовите патишта. Постојам од пред да постои какво и да е суштество. Постоев од пред вечноста, пред да биде создадена земјата. Уште не беа создадени бездни, а јас постоев. Уште изворите немаа потечено од земјата и грамадните маси на планините не беа уште оформени. Јас бев родена пред ридовите. Тој ја немаше создадено ни земјата, ни реките, ниту го имаше зацврстено светот на половите. И додека ги подготвуваше небесата, јас бев присутна. И додека ги оградуваше бездните во нивните граници, додека го пропишуваше немилосрдниот закон, додека го нанесуваше воздухот над земјата, додека го споставуваше рамнотежата меѓу водите и изворите, додека го затвораше морето во неговите брегови и додека им наредуваше на водите да не преминуваат преку своите граници, додека го поставуваше дното на земјата, јас бев со него и ги гледав сите нешта. Новото лице на богот Тхот и на Хермес, носител на зборот Гаврил, доаѓа да ја донесе веста дека молњата ќе никне од градите на пештерата во Црната девица. Сврзувајќи го новото откритие со стариот збор, Византија го собра незаборавното наследство што Греко, 4 века подоцна, откако мина низ Венеција на Тинторето, ќе го пренесе и ќе ги запали толеданските огневи. Блажена си меѓу жените и плодот на твоите гради е блажен.
Prvite astrolozi, prvite astronomi, oblečeni vo jagneško krzno, što rosata go vodeneše, čuvarite na planinata, ovčarite, starite mudreci, ospostavije vrska od zvezdite i taka na zemljata go slede, a patot označen vrz neboto. Na vistina vi velam, ono što neke vlezevo vratata na kolibata, noke se iskači od drugo mesto, kradec i razbojnik. Plen na dolgite angeloliki ptici. Majstorot od Kurbinovog napravi ovdje vidljivo svojето sogoruvanje vo moment od koga ognot veke započne da go ogoluva drvoto, od kojeg bide napraven krstot. I Jovana Krstitelj od go zapiše na južnata strana so negovite dolgi skakulesti noze. Tragičan prorok, to je stanova žar od crnoto trnje kada što se meša plamenot i sogoruvanje to. Gospodi, dragom te, Bože sine, oče zemlja i greki mira, pomiluj nas, daj tvoje dihanije da hvali Gospoda. Hvalite Gospoda, Lazare, izlezi, i mrtovec od izleze. Noze ti i racete mu veza vitkani vo zavoj. Toj gi odnese majkata i sinot vo belati i plodna egipetska noć. Toj samo sinot go odnese na granicata na noćta, što kja uništi i sama ta tragičnost. Beše okolo 6 časot i temnin imaše niz celata zemlja, sve do 9 časot. Se zatemni sonceto i prevezot na hramot se iskina na polovina. Žena, evo ti go tvoj sin. I toj dojde i go zvedete oto na Hristosa. Nikita, koji ušte noćta beš otidem ke Hristosa, dojdeno se i ke okolo 100 livri mešavina na mirti i aloj. I plače i kita se navedne za da pogledne vodarot. I togaš zdogleda 2 angela oblečeni vo belo. Ona što gi nadživea site suštestva, se vrati na početok od i zbor od koji vona se presozlade vo telo ja primi vozvišenata duša.
Оној што беше распнат на крстот, повторно се роди како огнот од пепелта. Го раскина пеколниот круг кој го осуди Иксиона на маки, а Адама на прогонство. Курбиновските уметници не им беше да не восхитат со единството на нивната умешност, техника и гений. Тие работеа како да сакаат да возвишат и да сочуваат една тајна. Анонимни сведоци на надприродното, хроничари на невидливото што тие јасно го гледаат. Тие му се подчинија на еден избор и ова место стана свето, високо место надахнато со единството на нивното мајсторство, зборот и знакот. Фреските за Курбиново беа започнати во 1191 година. Исак Ангел владееше тогаш со Византија. А нас други ангели не покани овде. Со нивните обнови, со нивните крилја, тие го везат ово украсено небо. Овие камени прегради на храмот, кој оддалек, како и од блиску, повеќе личи на колиба, отколку на небеско прибежиште. Луѓето би се рекло, ги виделе како се симнаа за да го допрат ова катче на осамена земја. Чудни одгледувачи на птици, слични на чудотворци, тие како да го следеа патот над звездата што ја ткаеше околу нив нивната визија на ова гнездо, оваа кошница, во која пчелите од некој друг свет беа повикани да го создаваат својот мед. Огнови создадени од крилја. Крилја шарени врз цидовите. Осаменост прободена како срце со нож и аорта пресечена нацртана со крвта, низината возвишена звезда. Тишината на Курбиново не е тишина на осамените дивини. Тоа е сеопфатна тишина во која треперат гласовите на песната и молитвата. Тишина што обсева. Тишина на неподвижен патник низ пространствата и затворените цидишта. Тишина на античко небо, што го населуваат боговите и што ангелите го овековечија.